Повеќе компании кои изминатиот период најавија своји инвестиции во Македонија, одлучија своите фабрики да ги градат во источниот дел од земјата. Текстилната индустрија е значајна гранка за економијата во земјава, поради што постои надеж дека се поголем број млади луѓе ќе најдат интерес да работат во оваа креативна дејност. Во секој случај, зависи развиеноста на една држава, вели Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Во зависност од развиеноста, стопанската развиеност на државата и критериумите за развој се различити. Значи, на овие најнеразвиените држави до $3500, за нив е најбитно што? Да се искористи ефтината работна сила и да се искористат некои природни ресурси ако ги има државата. Значи, да се искористи националното благо. Додека во земјите кои како што сме ние, за нас е најважна продуктивноста. Значи, вложувањето во нова опрема, развој на продуктивноста, квалитетот и извозот. Бидејќи ние треба развојот да го градиме на подвисока продуктивност и да се бориме со компаниите од сличните гранки на меѓународниот пазар. Значи, затоа за нас инвестициите многу важни и затоа се уште индустријата е многу важна за нас. Додека за богатите држави кои имаат, да речеме, 25-30 илјади долари по жител, кај ни веќе ниту рудата е битна, ниту ефтината работна сила. Но колку влијае моменталната политичка криза врз стопанството, во случајот на конфекционерството и дали ова е еден вид кочница за новите инвестиции во земјава? Политичката стабилност во државата е една од главните фактори за добар бизнис. Значи, покрај да имате развиени институции, добри институции, да имате добро бизнис окружување, политичката состојба исто така е многу важна. И се разбира дека таа негативно, ако е таа нестабилна или вака хаотична како што е нашава, негативно ќе влијае на стопанството. Но пак ќе кажам, тоа не значи сега пак бланко дека сите компании кидат надолу, сите ќе пропаѓаат и така натаму, сите договори со нашите стратешки партнери од надвор ќе се затворат. Значи не треба така едноставно да ги гледаме работите. Во најпрвин страдат новите инвестиции. Значи одлуките за нови инвестиции сигурно ќе се барем одложат за некој период, очекувајќи да се смири ситуацијата. Тоа се и со странските инвестиции, но тоа се и инвестициите и кај домашните инвеститори, бидејќи ние не може да живееме само од странски инвеститори, дури поважни се за нас домашните инвеститори кои и профитот кој ќе го остварат во оваа држава го остваруваат овде и пак го вложуваат во оваа држава. Веќе е забележано одредени откажувања на закажани состаноци за идни преговарања, за идни бизниси. Значи има и дезинформации, но факт е дека оваа состојба негативно влие и на постоечките бизниси, особено за новите инвестиции. Канал Плюс меѓу граѓаните, какво е нивното мислење во делот на новите компании? Велат, понекогаш странските инвестиции можат поволно да влијат во постоечките компании во државата, во овој случај во текстилството. Да, инвестиции ама плати какви? Па какви да се платите, колку да заниски луѓето работат, што не е важно, осигурани се, здравствено и пензиско. Кога ќе дојдат на мои години, тој ќе свата што значило тоа, дека треба да имаш работен стаж. Затоа се добри. Друго е проблемот платите и тука треба да се интервенира, да се прави просто притисок на тие работодавци, на тие газди. Платите мора полека да се качуваат. И ќе се качуваат, верувајте ми, затоа што нема веќе работна рака. А знаете, законот број 1 во економијата, понудата го диктира поборувачката. Ако има работна рака, ефтина е работна сила. Ако нема доволно, ќе се качи. Тоа нема мене секира што платите мали. И миломи што има инвестиции, бидејќи тоа е спасот на Македонија. Година, две ќе дое време, ние ќе мораме да увезуваме работници и да ги платиме добро за да дојдат во Штип и во Македонија да работат, бидејќи нема доволно работници веќе. Не е оно проблем што некои отишле во странство и бегале. Меѓутоа, и овие овде што младите некој ја бираат работата, не сакаат да работат било што. Сакаат, знаеме што, клати влата, зими плата. Мене ме радуваат инвестициите, без разлика какви се, кој ги праве, битно е да додат оден. И што е најважно, што со доаѓањето на таа странска технологија се внесуваат новини луѓе, се внесуваат нова технологија. Ние сме научени само на текстил и на земјоделие, а сега се има и електроника, има и многу убави работи има, се внесуваат. И што да, апсолутно Македонија оди може само напред, може да оде со тие без разлика на сите критики и за платата и за така. Со новите е добро. Сино работи у Джонсон, пратија го у Чешка. Добро е. Моментално. Добро, задоволително е со платите. Работат има вработени од радови што секаде сега и Струмица отворија нов погон и тоа е добро. Сепак без задоволни и мотивирани работници, работодавачите треба да знаат дека компанијата нема да го има посакуваниот висок резултат и бенефит, без разлика за која дејност станува збор.